Ало, добар ден, пријатели, здраво. Јас сум Петар Ановски, денес е 24 мај 2026 година. Повторно сме на нашиот канал, Наш свет со Петар. Денес, како што кажав, е 24 мај. Затоа најпрво, пред да продолжиме понатаму, денес би го честитал денешниот празник, Свети Кирил и Методий. Знаете, тоа е еден наш голем празник, еден можеби од најголемите наши празници, бидејќи тие двајца браќа од Солун пред повеќе од 1000 години ги донесоа нашите буквите кои што ние денес ги употребуваме во нашата писменост, и тие букви се проширени во целиот свет од тука па до Владивосток. Затоа денес е еден голем наш празник и празник кој што треба во иднина да се продолжи да се почитува од сите нас. Денес е 24 мај. Денес имаме една емисија која што нема многу позитивни вести. Денес имаше еден голем напад врз Киев од страна на руската армија, и Киев е доста погоден од ракети, на неколку места и во пламен, како што соопштуваат украинските канали, вести и така натаму. Врз Киев се испалени циркони, кинџали, Искандер, се испалени многу ракети, но се уште не е потврдено, има предпоставки и големи се веројатности да има испалена и од новата ракета Орешник, но се уште немаме потврдено од повеќе информации, од повеќе медиуми. Украинците не се баш сигурни дали тоа станува збор за Орешник или не. Во секој случај имаме испалено многу бројни ракети од разни видови, и во овој случај исто така имаме една противвоздушна одбрана која што не може да ги сопре тие ракети. Имаме една противвоздушна одбрана во Украина, која што има во моментот, знаете, од американските Патриот ракети, кои што очигледно не се доволно да ги задржат сите тие руски ракети. Што предходеше на овој настан? Предходеше на овој настан во четвртокот попладнето имаше напад од украинска страна врз еден студентски дом во Луганск, во Луганската област. Посредно, додека студентите спиеле, е извршен напад и до моментот има околу 20 жртви студенти кои што биле во студентскиот дом, но има и многу тешко повредени, кои што очигледно нивниот број ќе се зголемува. Очигледно бројот на жртвите ќе се зголемува. Ова е видеото кое што може да го видите. Видеото од студентскиот дом во областа Луганск, каде што беа повредени многу студенти. Минимум 20 студенти до моментот и се многу се тешко, има многу тешко повредени. После овој случај претходниот ден следеше состанок на Рускиот совет за безбедност и следеше изјава на председателот на Владимир Путин, кој што кажа неколку работи. Кажа дека во близина на студентскиот дом немало никакви војни објекти, тоест немало никакви провоцирани напади или пак можност да се отклони некој дрон или ракета или да би ја грешил целта. Тоест, очигледно имаме еден намерен напад, еден нарочен напад, еден напад со цел врз студентскиот дом. Тоа беше прво кое што го кажа председателот Путин тогаш, вчера. Второ, тој ги повика украинските војници да не ги следат наредбите и да не вршат такви терористични дела. Друго, тој кажа дека ќе следува соодветен одговор. Во текот на вчерашниот ден,
Во текот на вчерашниот ден се појави информации и од украинска страна и од руска страна дека се подготвува напад со орешник врз Киев. А вчера следува и повици од Американската амбасада која што ги предупреди своите граѓани и членовите на амбасадата да се подготват, да се засолнат од можен удар, кој што очигледно значило дека тие веќе имале информации дека е можно да се направи да следува удар по Киев. Ќе прикажам слика каде што се прикажани како следел нападот, од каде се одвивал нападот. Можеме да погледнеме, од повеќе места се испалени многу ракети. И најмногу е погоден, гледате, Киев, околу Киев и на Кирилов има некакви ракети, но најмногу ракети се паднати во Киев. Постојат индикации и информации дека била испалена и орешник. Орешник, како што јавуваат украинците, била испалена по местноста Бела црква, која што е на 90 на километри од Киев. Во Бела црква има индустрија, тоест има аеродром и има соодветно кон аеродромот каде што се ремонтираат поранешните Ан-12 и други авиони, но очигледно во моментот служи како место каде што се зглобуваат дронови и каде што се зглобуваат други авиациони апарати, но и е место каде што се произведувале и ракети воздух-воздух. Има предпоставки дека Бела црква и тој аеродром е погоден од орешник. Се уште немаме информации, нема официјални информации, нема записи, немаме погледнато снимки од сателити, дали станува стварно за удар со орешник или се пропагандни информации. Но дури и да е орешник, знаете, орешник русите, тоа е ракета која што е предвидена да носи повеќе нуклеарни глави. И кога таа би се испалила без нуклеарни глави, ефектите од нејзиниот удар би биле само кинетички, тоест со силата на движењето, од силата на движењето би се добил еден голем удар. Во минатиот период се дискутираше многу за тоа колку би бил тој удар кинетички силен, колку не би бил. Според русите тој е доволен за да удри, за да пробие бункери, но според украинците е очигледно дека не е баш и толку доволен тој удар, кинетички удар од орешник. Значи имаме очигледно имаме испалени орешник кој што е без, слава Богу, без атомски полнеж. Од Киев имаме неколку видеа. Се гледа како каде се паднати ракетите. Во моментот прикажувам видеото каде што се гледа како Киев е во пламен. Ударени се, ова е градското подрачје, центарот на Киев. Според руски и според украински информации имаме удари кон центарот, тоест улицата Банкова. На Банкова се владата и министрите се таму, а според извештаите очигледно и бункерите се под Банкова. Очигледно имаме удари и во центарот на Киев и на улица Банкова. Потоа има и други видеа кои што може да ги погледнеме за тоа, кои што сликуваат, кои што ги споделија украинските канали. Ова е едно видео од страна, од мостот, каде што се гледа Киев како е во пламен, во чат. Други видеа исто така, каде што се гледа како Киев, тоест делови од Киев кои што се во пламен.
гледаме еден обилен, погледнете колку силна детонација, и колку огромен чат, значи станува збор за огромен ракетен напад врз Киев. Но и покрај огромниот напад со многу ракети врз Киев, градоначалникот на Киев, Кличко, соопшти за една жртва и за неколку повредени. При тоа, очигледно имаме повторно еден одмерен удар на руските војни сили. Очигледно имаме повторно еден удар кај што русите внимавале да нема повеќе жртви, бидејќи на таков огромен удар да има само една жртва. Ставува прашање дали и тие ракети, дали стварно се однесува за орешник, дали тие ракети се толку ефективни, но очигледно и станува збор за повеќе еден демонстративен удар, едно демонстративно исполнување на ракети, кое што би требало да донесе, да направи едно предупредување кон останатиот свет, особено кон Европа, дека противвоздушната одбрана во моментот е немокна против тие руски ракети и дека русите би можеле во иднина да размислат и за други удари. Значи, очигледно станува збори за символика, за едно предупредување со ударите со многобројните ракети и со ракетата Орешник врз Киев. Значи, имаме ескалација на конфликтите во Украина. Конфликтот во Украина очигледно ескалира. Претходната недела обработувавме, имаше премногу теми за тоа дека во Америка се откриваат се повеќе коруптивни дела на раководните органи во Украина и очигледно ова е нешто кое што оди во прилог да се заташкаат тие коруптивни дела, но е можеби една увертира кон една нова офанзива. Украинците во последно време зборуваат, значи президентот Зеленски во последно време зборува за можен напад врз Украина од белоруска страна. Тоест, тој наговара дека би можеле од Белорусија да се изврши повторно напад, а знаете, кон Киев најблискиот пат е преку Белорусија. Тоест, преку Белорусија за да можете најбрзо да дојдете кон Киев. Тоест, слабата точка за напад на Киев е од белоруска страна. Затоа председателот Зеленски предупредува последните неколку дена дека во Белорусија се спремаат за еден можен напад. Тој споменува дека имаат разузнавачки информации, дека населението на границата имат забележано придвижување на војски, на разни на воздушни средства и така натаму. Но дали е тоа така, тоа се само наоди на председателот Зеленски, кое што пак значи дека имаме еден можна насока на ескалација и кон белоруската граница. Во моментот имаме имаме една мртва, постојани војни действија низ целиот фронт, од јужното, од Запорожјето, каде што денови вчера исто така е зачестените боевите действија, па до север, до Харков, каде што фронтот е активен. И очигледно може да очекуваме и отварање на фронти на кај Белорусија, според изјавите, повторно кажувам, на председателот Зеленски. Дали тоа ќе биде и кај што ќе се случува понатаму во тој регион, ќе следиме и ќе зборуваме и понатаму. За жал, повторно ќе кажам, за жал, војните во Украина не запира. Значи, јас секоја емисија повторувам дека тоа е братоубиствена војна на дваја братски православни народи и тоа е една војна која што оди во прилог на теоријата на Бжежински, кој што во неговата книга како наредна цел ја наведува, тоест и борбата против православната цивилизација.
Затоа оваа војна е исклучително безсмислена за словените кои што живеат и во Украина и во Русија. Имаме премногу жртви, имаме непотребна ескалација, имаме жртви од кои што се православни, кои што се словени, кои што меѓусебно се убиваат. Без при тоа да има некоја цел и повод. Освен фронтот во Украина, забележуваме и на светско ниво како се зголемуваат тензиите. Во наредниот период е најавено проба на нуклеарните сили на Русија и Белорусија. Тоест, Русија и Белорусија вршат секоја година тие вршат постепено по регуларни проби на атомското оружје, но во моментот тие јавија дека ќе имаат проби на нуклеарната тријада. Тоест, ќе имаат нуклеарни проби на сите три вида ракети. Од воздух, од земја и од вода. Тоест, ќе изврши, тоа е така наречената тријада, тоест нуклеарни ракети кои што се испалуваат од три можни начини тријада. Во наредниот период, кон крајот на месецот, ќе извршат проба со повеќе од 50.000 луѓе, кај што ќе тестираат нивната борбена готовност за борба со употреба на нивната нуклеарна тријада. Тоа значи подигање на наредно ниво, една зголемување на сериозноста на настаните, бидејќи употребата на нуклеарно оружје, знаете, води кон самоуништување, кон уништување на цивилизацијата комплетно на целата планета и така натаму. Паралелно со најавата за проба за тест на нуклеарната тријада во Русија, минатиот ден имавме и проби, тоест тестови на англиската војска кој што се симна во метроата. Англиската војска се симна во метроата и имаше тест во кој што се симулираше напад од страна на Русија на Балтичките земји и одговор на тој напад. Значи, англиската војска тестираше еден реално сценарио, кој што би можело евентуално се случува, се симнаа во метрото во Лондон и од метрото симулираа, тоест вежба напад врз Руската Федерација. Значи, имаме заострујане на фронтот, заострујане на бојните действија во Украина. Киев е под обстрел. Украина се повеќе испалува дронови, се повеќе има дронови, се повеќе ракети испалува во руска територија. Имаме најава за отварање на белорускиот фронт. Ни предстои тест на нуклеарната тријада од Русија и Белорусија и НАТО земјите, Лондон и другите НАТО земји, а сега конкретно Лондон, тестираат и прават симулации и вежби за можен напад врз Руската Федерација. За жал на овој убав празник, на овој убав ден, немавме можност да снимиме една убава емисија за нашите просветители, за нашите браќа, солунските браќа. Солунските браќа кои што ја предадоа и писменоста и кон нашите братски народи, кон тогашна Киевска Рус, од каде што потекнуваат и денешните и Русија, и Украина, и Белорусија, и Молдавија, но и кон Моравија, знаете, и Словачка, Чешка, лужачките срби и така. Браќата кои што доаѓајќи од Солун, кој што е регион во кој што од секогаш живееле нашите луѓе. Браќата доаѓајќи од таму, заедно со нивните ученици, оформувајќи ги така наречените седмочисленици, доаѓаат до таа голема просветеност, до таа расширување на просветеноста. Во друга можност ќе имаме можност да снимиме и повеќе за да објасниме за кои се браќата, кои се нивните учители, што се случува и така натаму.
Уште еднаш пред да го прекинеме видеото за денес, потсетување да колку сакате да добивате овакви вести, доколку сакате да добивате вести во кои што ги нема по медиумите за масовна комуникација, доколку сакате заедно да ги анализираме работите што се случува, можете да се абонирате, да направите абониран или subscribe за каналот, како што би биле дел заедно со мене од каналот и во иднина би можеле да се дружиме повеќе. За сега ви посакувам убав празник, убав ден и не заборавајте секогаш да се празнува овој светел празник, празникот на нашите просветители. Поздрав!